Во следните 30 дена ќе сватите дека љубовта не секогаш доаѓа за да ви го промени животот одеднаш, но некогаш доаѓа тивко, за полека да ви го врати мирот што одамна сте го изгубиле. Во последниот период често ги криевте своите чувства. Однадвор изгледавте смирено, но длабоко во себе носевте прашања на кои никој не можеше да одговори. Дали повторно да му верувате на некого? Дали повторно да си дозволите да бидете ранливи? Во деновите што доаѓаат, срцето полека ќе почне да ги наоѓа тие одговори. Ако сте сами, можно е во вашиот живот да влезе личност која нема да се обидува да ве импресионира со големи зборови. Наместо тоа, ќе ве освои со внимание, трпение и чувство дека покрај неа можете да бидете свој. Ќе почувствувате сигурност, а токму тоа ќе биде најубавото изненадување. А ако сте во врска, следниот период носи можност повторно да се поврзете на подлабоко ниво. Ке сватите дека понекогаш најважните разговори не започнуваат со големи признанија, туку со едно едноставно како навистина се чувствуваш. Можно е некој од минатото повторно да се појави во вашиот живот, но овој пат нема да бидете истата личност што бевте тогаш. Ке гледате со повеќе мудрост и ке знаете дека не секое враќање е чекор напред. Некои луѓе се враќаат само за да ви покажат колку сте пораснале. Во овие 30 дена ќе научите уште нешто важно. Не можете да ја носите среќата на сите на своите плеки. Премногу долго сте се грижеле за туѓите чувства, а ги занемарувале собствените. Сега е време и вашето срце да добие внимание. Можно е да ви изненади еден мал гест, неочекувана порака, искрен комплимент или нечије присуство токму во моментот кога најмногу ви било потребно. Не потценувајте ги тие мали знаци. Често тие значат многу повеќе од големите ветувања. Кон крајот на овој период, ќе почувствувате како исчезнува и дел од стравот што долго време ве следел. Ќе престанете да очекувате дека секоја убава приказна мора да заврши со разочарување. Ќе си дозволите повторно да верувате. И не мора секогаш први да ја покажувате својата љубов. Вистинската личност нема да ве остави сами да се борите за односот. Ќе ве сретна на половина пат. Така во следните 30 дена слушајте го срцето, но не заборавајте да го чувате. Љубовта што е создадена за вас нема да ве натера да се чувствувате несигурност. Таа ќе ви донесе мир, топлина и чувство дека конечно сте таму каде што припаѓате. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, кликнете на лайк, исто така и subscribe. И секое добро до наредно слушање.